Од утре па во наредните 2 недели ќе има затворање на повеќе улици во Скопје. МВР ќе врши финално тестирање и калибрирање на камерите за сообраќајен надзор во склоп на проектот Безбеден град. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека нивните екипи по повеќе часа ќе работат на терен, со цел системот без проблем да почне да функционира од 1 февруари. Од таму ги повикаа граѓаните и сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат привремените ограничувања, како и да покажат разбирање, трпение и соработка со цел непречено и безбедно реализирање на планираните активности. Од утре до 31 месецов ќе се врши тестирање, калибрација и верификација на поставените камери за сообраќаен надзор. Тестирањата ќе се реализираат секој ден во периодот од 8 до 20 часот. Во првата недела од предвидениот период, активностите ќе се спроведуваат исклучиво на локациите со поставени камери на подрачје на градот Скопје. Иако МВР ги прави финалните подготовки за старт на примена на системот од следниот месец, тоа сепак и натаму виси. Иако на лидерската средба начелно се постигнал договор да се изгласаат потребните измени на законот за прекршоци, за кој е потребно двотретинско мнозинство, сепак нема потврда дека истото е обезбедено. Повик до опозицијските партии да дадат поддршка на законот денес упати и вице-премиерот Александар Николовски. Опозиција е сега сама кој што влегува во една целосна деструктивна кампања, која што морам да признам дека не ја разбирам. И тука е Дуи, кој што се сеќаваме добро што се случуваше кога тие беа на власт. Се надевам дека ќе се опаметат и дека законите, особено оние кои што се двотретински, особено после ветувањето на лидерската средба, ќе бидат изгласани во собрание. На координација во собранието во петокот првично била постигната согласност законот да се стави на дневен ред на следната седница, но кратко потоа беше соопштено дека до договор сепак не дошло. Од кои причини Дуи се колебаат не е познато, а лидерот на СДСМ Венко Филипче и денеска повтори дека имаат резерви во однос на висината на казните и за тоа кој ќе ги контролира податоците и кој ќе ги собира системот.